Реалокација и инвестирање од страна на централниот буџет во општините во Македонија не помалку од 250 милиони евра на годишно ниво по промената на централната власт, а наменети за капитални инвестиции, најави денеска од Прилеп председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски. И овдека во Прилеп се планирани за проекти кои што идната влада на ВМРО ДПМНЕ планира да ги реализира во вредност од 8 до 8,5 милиони евра на годишно ниво, што би значило помеѓу 32 и 35 милиони евра за еден мандат. Тоа се капитални инвестиции кои што надвор од буџетот на општината директно државата ќе ги инвестира за подобар живот, за подобри услови за живот на прилепчани и на сите оние кои што се дел од општина Прилеп. Мицкоски, извршувајќи увид во досега реализираните проекти во општина Прилеп, изрази задоволство од сработеното, бидејќи, како што рече, градоначалниците од ВМРО ДПМНЕ работат во исклучително тешки услови и со бројни обструкции од централната власт. Само така да продолжат, бидејќи само на тој начин можеме да покажеме дека не се сите исти, туку напротив, дека има луѓе кои што навистина се грижат за народот, кои што се борат во случајов за прилепчени, кои што се борат за Македонија и кои што сакаат да успее Македонија, кои што градат. И има такви, како што се овие од коалицијата на ДУИ, поддржана од помалиот партнер СДСМ, кои што има само една опција, тоа е да крадат. Градоначалникот на Прилеп, пак Борче Јовчевски, кажа дека досега биле реализирани поголемиот дел од ветените проекти за оваа година, особено во рехабилитацијата на локалната патна инфраструктура. А веќе за од наредниот месец најави и изградба на нов кружен тек во строгиот центар од градот, поточно пред Центарот за култура Марко Цепенков. Со што навистина би го растеретиле и онака густиот сообраќајен режим во овој дел од градот. Локалната самоуправа одвои 5 милиони денари за реализација на овој проект. При денешната работна посета на Прилеп, Мицкоски ги изрази и сомнежите околу финиширањето на експресниот пат Прилеп-Градско, бидејќи, како што рече, иако тој требаше да биде готов месецов, ама и по 7 години далеку бил од готов. Мицкоски го искритикува и министерот за земјоделие, за кого кажа дека само декларативно се грижи за македонските земјоделци, кога само за заостанати субвенции државата на земјоделците им должи преку 65 милиони евра.